благодарам за честа која ми укажавте да бидам првиот председател на Општинската организација на Гром на Куманово. Секој човек има свој специфичен животен пат, но исто така има и општествен, социјален живот, за кој сме еве сите тука собрани ние заедно. Само така, со заеднички сили можеме да ја подобриме нашата живеачка. Мултиетничко и мултикултурно Куманово, со сите своји специфики, со своите ресурси, со голем број млади, едуцирани луѓе е предност и вредност која треба да се искористи. Генералниот секретар на Гром, господин Виктор Световски. Гром, пошто се разликува во досегашниот активитет како политичка партија, тргнавме некаде во мај месец, но целиот караван тргна на локалните избори. Веќе од 29 мај, од иницијативата на нашиот лидер, господинот Стефче Екимовски, зад кого резултатите стојат и сигурно дека тоа ќе биде основната причина зошто и сега и денеска се објавени анкети и зошто во наредниот период Гром ќе продолжи да го качува својот рейтинг и да нижи резултати надвор од општина Карпош, надвор од град Скопје, а секаде во Република Македонија. Ова само покажува дека во Куманово има кадри кои што ние ги респектираме и од тие причини на Кумановската општинска организација посветивме посебно внимание. Ние чест што господинот Виктор Цветковски ќе биде наш генерален секретар, знаејќи дека токму Куманово и според својот број како втора по големина општина во Република Македонија, но и според значењето како мултиетнички град и како град кој што треба натаму да го поддржиме во неговиот развој и текако ни е битен да во високото раководство имаме луѓе токму од овој град. Граѓаните, комшиите, пријателите, роднините, сите тие гледаат што ние како политичари правиме и дали доверените функции ги обавуваме со успех и дали доверените функции ги злоупотребуваме или пак честно си ја вршиме работата. За оние што граѓаните не можете да ги излажете. Тие добро гледаат. Оние кои што нечестно си ја вршат работата, секако не очекувајте дека натаму ќе добиваат доверба. Од тие причини ние ги повикуваме да кажат што мислат со функционирањето на правото и правната држава во оваа држава. Ние сметаме дека клучот на решавање на сите проблеми, дека правото и законот и уставот мора да бидат за сите, дека правда мора да има за сите, дека не може да се политизира судството. Ние како политичка партија сметаме дека ако е за аир, доста беше споменици, доста беше нестопански инвестиции. Дајте малку да се дадат повеќе средства за поддршка на социјално загрозените граѓани, да се дадат средства за изградба на инфраструктура, да се дадат средства за изградба на енергетски објекти, да се дава поддршка на малите и средните предпријатија кои што ќе вработуваат луѓе, зашто веќе на сите ни е јасно дека големи предпријатија кои што вработуваат 2, 3, 5, па и 10.000 луѓе како што беше Железара, веќе нема. Се е веќе легнато на малите и средните предпријатија и ние како партија не се сложуваме да има волку високи буџетски расходи. Не се сложуваме од 7,4 милиарди што ги создаваат сите граѓани на Република Македонија на 3 милиарди евра да има подпис Никола Груевски. Да имаме толку високи буџетски расходи. Гром смета дека посебно за нас битно подрачје е да водиме сметка за поддршка на предпријатијата, на стопанството. Гледате владата како лесно се задолжува и фалело 130 милиона евра, одма истиот ден ќе се земе од банките и нема проблем. Ние сме за тоа под исти услови и владата да зема кредити, како што зема стопанството. Да види како тешко се добиват кредити од банките, да види колку е тешко тие средства да се враќаат, да види како тешко може да се обезбедат средства во оваа држава. Гром не се сложува со ваквите високи драконски казни.
со тоа што се одат да се уништуваат малите и средните предпријатија. Каде може едно дукенче, една трафика, едно мало предпријатие да издржи казни 3.500, 5.000, 7.000, 15.000 евра? Ние сметаме дека казните треба 70% да се намалат, дека финансиската дисциплина во Република Македонија е на многу повисоко ниво од она што била во 2006 година и дека треба да престанеме и од бува да вадиме лој. Гром е мултиетничка партија. Гром смета дека ние треба за унапредување на правата на етничките заедници во Република Македонија треба да разговараме отворено и на една маса и во рамките на партијата. Дека не можеме да разговараме за унапредување на правата на малцинствата по системот на преговори и по системот едни даваат, а други премногу бараат. Туку напротив, сметам дека нашиот заеднички живот натаму треба седнеме и заедно да го креираме и да го развиваме. Од тие причини во оваа партија членуваат многу граѓани од различна националност и од тие причини морам да ви кажам дека во високото раководство имаме повеќе граѓани, високо образовани личности кои што се токму од етничките заедници и кои што ќе дадат свој посебен придонес во работата на оваа партија.